Вело дека музиката е лек на душата, па и да, во овие денови кои што ги живееме, за жал, таа ни е најпотребна, а јас сум во едно прекрасно друштво, пред се станува збор за еден од нашите познати музички изведби, кои што дуото Дуле и Коки е запаметено, бидејќи оставија белег на едно време, а тие песни се уште се слушаат и ќе траат вечно. Станува збор за Коки Јанков. Пред се сакам ти се заблагодарам за одвоеното време, што си дел од мојата емисија и да сакам да ти кажам дека ти простувам што не можеш да се сетиш кога зборовме пред емисија дека како мала сум потражала твој автограмот го чувам и еве вака ти простувам што не можеш да се сетиш на тоа мало девојче. Добро, фала многу за вашата покана, многу ми е драго што еве се случуваат нови работи, нови телевизии, емисии. Продолжите така, овде сме секогаш расположени да дадеме свој удел. И фала ти што ми простуваш така што еве не можам баш да се сетам, бидејќи нели време поминало. Некои луѓе ќе вие сте пораснале, јас сум малку подостарел и така натаму. Коки еве сега вака да се присетиме на твоите почетоци, како започна твојата музичка кариера, што беше она пресудно за да се одлучиш за музика? Па, видете, тогаш не можев да знам дека ќе имам некоја кариера, како дете, секој има своја желба, некој на спорт, некој на музика, некој со некој модат јазиците и така натаму. Јас од мал знаев дека ќе се занимавам со музика во музичкото училиште Сергеј Михайлов ме однесо моите и како ќе свириш, ми на крај памет не замислував дека ќе се занимавам со свирење, изучување на инструментот виолина. Така беше таа година и ова дете може да свири виолина, да пробаме. И така, на некој начин ми е тутна виолината во рака, се покажа дека некој талент има во мене. Така да после тоа знаеш да свириш. После тоа нели во музичко се запишав, нижо, средно училиште, на академија, магистратури, еве ден денес таа професија никош не сум, би кажувам, не знам што би работел јас нешто друго. Имавме некој покушај со угостителство, бидејќи бевме изложени на тие на таа работа настапи, но меѓутоа еве ден денес сум со тоа. Кариерата е започната реално овде во Штип. Со Дуле почнавме да се свириме како деца по локали, по кафичи, една гитара, една виолина. За после тоа кога отидовме во Скопје да тоа прерасне во нешто поголемо. И одлучувачкиот момент е Макфест 96-та со виолина и гитара, кај што таа песна не лансираше на некој начин да не запознаат сите како ликови и тоа што свириме, како така некои интересни деца. И еве до ден денес се трудиме да оправдаме сето тоа што сме го замислиле, сработиле и така натаму. Сега враќајќи го времето назад, знаеме дека има голем успех. Што е она на што ти си горд и што е она кое што ти останало врежано во сеќавање? Па на што сум горд? Горд сум дека до ден денес се трудам и не само во музиката, во животот да биде пристапот, да биде многу искрен, да биде сето тоа добронамерно, да биде пренесено, дали седиш разговараш со еве вака еден на еден, дали е тоа пред публиката, пред илјадници луѓе, значи сето тоа да биде добро мотивирано, тоа што сакаш да го дадеш некоја порака, тоа се гледа, тоа на некој начин се признава и луѓето го препознаваат тоа и некако сум горд на тоа дека до ден денес и таа мотивација да преку нешто, во овој случај преку песните, се остави на генерации, да еден ден времињата се еднаш вакви, еднаш такви, но меѓутоа се има свој период, своја сезона во животот. Да сето тоа остане едно сеќавање, а мислам дека тие песни до ден денес, па и новите се доста луѓето ги приметуваат, а да не зборам за песните Дули Коки, кои што по некои генерации дури не знаат кои се Дули Коки, нели како сме изгледале, но меѓутоа кога ќе пуштиш песна, ми текнува кој е. Јас сум многу на тоа среќен и што општеството едноставно го прифатило тоа, значи сме биле единствени и ден денес сме единствени. Сега, нови генерации, нови пеачи, нови музики, така да своето место си го имаме најдено ние, нашите песни и така натаму. Што друго да кажам? Друго да кажам да сме
во овие моменти да се надоврзам на тоа што го споменавме претходно, дека овие времиња се такви какви што се, но меѓутоа тоа не значи дека цел живот ќе бидат овие времиња со ковид и со не знам што се следи со овие, како ги нарекуваат, пандемии и така натаму, вируси. Не сум многу компетентен да зборувам на таа тема, но меѓутоа се има свој почеток и свој крај. Како размислувам јас? Размислувам дека ако се стават од едната страна доброто, од едната страна лошото, односно злото, јас можам и тврдам, бидејќи верувам во Господ, дека никогаш не може лошото, односно злото, да го победи доброто. Значи, крајниот резултат може ќе се некои битки во животот или во овие моменти, овие времиња ќе се изгубат, но меѓутоа војната, јас гарантирам и сум сведок на тоа дека ќе биде извојувана таа победа. Тоа е за се така во животот. Така да и во овој Мора период. трпение да има. Да, така и овој период дали ќе трае, не знам, 3 месеци, 3 години, не знам, но меѓутоа ние мора да се прилагодуваме, мора да живееме, мора да се пред се да се сакаме, да се почитуваме. Значи тоа никој не ни го ускратил нас ние да имаме љубов меѓу себе. Значи кој ти забранува да или кој ти забранува да твориш нешто или да имаш некоја визија што ќе ти се реализира. Па на пример многу голем дел од моите визии и моите планови не се случувале од ден за ден. За година, за 2, за 3, за 5, па така да можем да го искористиме овој период да нешто дополнително оставиме, створиме и ете така. Да, како што кажете и самиот, живееме во време кај што е нели пандемијата со COVID-19, знаеме дека на музичката индустрија вратата им е затворена, дека многу планови се променија, за жал нели нема локали, нема настапи. Колку твоите планови се променија? Веќе го кажа нели твоето мислење дека сепак треба да имаме трпение во нас и дека по лошото иде и доброто. Па колку планови, нормално финансиски сите сме на некој начин засегнати, но меѓутоа еве конкретно значи тие настапи кои што јас и претходно со Дуле и со Коки и со Тајфата беа еден начин белег на нашите животи, стварно недостасуваат, бидејќи тоа е на некој начин храна, ти си зависен од тие среќавања, дружби, настапи, публика, значи начинот кој што си го живеел, јас сум го живеел 25-30 години скоро, се одеднаш ти се менува, но меѓутоа пак ќе кажем таа позитивна внатрешна некоја позитивен внатрешен момент кој што ме држи е тоа што па добро се ајде зборам за музиката, нема настапи, ајде малце да одмориме, ајде малце да се престроиме, да видиме, ајде да си ги согледаме грешките, ајде да видиме од добрите работи што сме ги правеле, кои ќе бидат позитивните моменти во иднина или кои ќе бидат последиците, за да можеш да ги исправиш во иднина. Така да не сум специјално многу засекиран, ама плановите сега не може 100% да вакво. Јас имам спремен албум, се консултирам со луѓе кои што разговарам што со тој албум, што со ова, кога гледаш ке излезе некој на YouTube ќе стави, на Facebook ќе стави некоја песничка и гледаш дека тоа отишло гледаност и не знам, знаеш, некои работи се доста реални и треба да се помириме со тоа, а многу работи се доста нереални. И сега кој човек како ќе знае да се снајде во овие моменти. За среќа јас имам доста пријатели, доста луѓе што ги сакам, што ме сакаат, обкружен сум со љубов, керка ми е нормално на прво место, се занимаваме, имаме време да си посветиме колку што дозволуваат обврските, овие онлайн обврски и не знам како да кажам. Што друго правим? Правиме со Ивица Јорданов, гитаристот и другар од деца. Дали да очекуваме нешто ново или? Па има многу работи, ама некако како да кажам, ќе почекам малце. Мислам, малку потребно време. Кај би брзо, мислам, што имам толку песни, не знам дури за која да се фатам, која да обработам, која да изфорсирам сега од поставите, која од новите. Не дека сум збунет, ама едноставно сакам времето да го поминувам баш со моите луѓе што ги сакам. Со Ивица Јорданов, сакав да кажам, гитаристот, имам едно место таму према локалитетот Баргала, имаме една ливада таму, една земја, мало едно парче земја таму, колку 2 декара што се вика, и имаме на колиба направивме, баш ќе се вика колиба,
по една книга, една христијанска книга Колиба, така ја крстивме и некое местенце кај што има летно време сенки, зимно време сега кај што можеш да си запалиш огин, да си поседиш и тоа ни е едно така на релаксирање, место за уживање. Мислам, ја тоа не би го менјал со, не знам, со Лос Анџелес или со Малдиви, не би го менјал. Тоа е таков мир и таква убавина што еве, нешто ново, нешто ново кое што мене баш ме одржава во животот. Така. Кога ќе кажеме колку фестивалите се пресудни во животот на еден музички изведувач? Колку можат да се научат да влијаат врз таа музичка кариера? Како не, мислам, ние сме со долежив пример што направи Макфест 96 за нас и ние за индиректно за нашата публика и за Македонија. Значи, става виолина, гитара, се десија многу работи. Има луѓе кои што пеат цел живот на фестивали, па тоа се супер добри песни, спаковани и направени, интерпретација, све се врв, ама не, едноставно луѓето не ги прифаќаат. Тоа е коцка, тоа е не знам, среќа. И тоа е ако некој одозгора рекол дека ќе биде така, иначе другото е се некоја лажна надеж и дека, знаете, или ќе вложиш пари, па кај ќе ги извадиш тоа, еве преска спомнавте индустрија или не знам каква индустрија овде во нашава држава е се сведено на некои си настапи, некој заработува на настап 100 евра, некој заработува 2000 евра и тука е приказката, значи, по мене. Ама па, нели, професија како професија, на музиката, еден дел од таа професија се фестивалите и може доста да помогнат, а може и така да се маткаш од фестивал на фестивал и пак ништо. Тоа е моје мислење, што знам. Така. И сега, колку ние цениме нашава македонска музика? Па, колку ја цениме. Има периоди, по тоа што јас Дали имаме, например, некои нови пејачи кои што сака да се пробијат на таа македонска сцена? Колку ние знаеме да ги заштитиме и нив, да помогнеме, дали ја цениме македонска, дали се слуша? Ново прашање, како да ви одговорам, тоа е колку ги пратам јас работите, колку не ги пратам. Например, некои помлади генерации ги знаат многу повише помладите пејачи, уметници, например, колку од мене. Јас нешто што ќе ми залипи на уво, да речем, јас не можам да го одминам. Колку е обрнато внимание? Што знам, последните години тоа е се периодично, значи има периоди кога ќе мрдне малце музиката во Македонија, има периоди кога ќе се слушаат само глупости, у 3 години ќе чуеш една песна или две добри. После тоа што има? Има некој правец, ќе фати некоја еуфорија, еуфорија, еве, етно елементи, вклопување, убацување во некој поп жаргон или не знам како да кажем. Така да има од време на време некое помрднување, но меѓутоа јас што знам, можеби и вкус во прашање, не гледам нешто некое посебно, нешто случување на естрадата, да кажам, или како да се изразам. И сега со ова некако, да, не се случува нешто ново. Но ајде, како што кажав, па не, треба видите, и трпение. Порано кога ќе победила некоја песна на некој фестивал или кога ќе се издаде некој албум, се знае дека таа песна на тој албум, таа песна на тој фестивал и сите ја знаат. Сега да ме прашате последните кои се тие песни од кои победиле, тоа се многу малце, не можеш ни да ги запамтиш. Тоа е знак дека нешто, да, се појавија некои нови композитори, нови текстописци, старите се уште активни, луѓе што пишуваат, но меѓутоа така, некако сумњива ми е работата. Ќе видиме. Времето ќе каже. Сега, Коки и Тајфата пеете чалгиски песни. Како дојдовте до идеја не за се тоа преминување на... чалгиски песни, Јанадица, тоа се инструменти народни од канонот, од не знам, еве да имаме некои кавали, имаме стававме доста хармоники, овде имаме ние електрична гитара, не се тоа некои чалгиски песни, него тоа е некој мелост подпомогнато од како идеја на Венко Серафимов, со доста комуницираме, ние се уште сме во добри контакти и работиме со Дејан Ѓорѓиевски Дзене како продуцент и аранжер. Тоа се елементи во некој си, тогаш јас го тоа нареков, некој си урбан градски чалгаџиски рок-н-рол. И пошто јас многу добро знам, пошто сум од Штип, дека ние со рок-н-рол и со таа музика сме израснати. И тоа е една комбинација која што луѓето ја препозна. Јас не сакав веднаш по
по тоа што се деси со Дуле, да веднаш да не само тие луѓе да земам, знаете како се почувствував во смисла дека сега на сметка на Дули Кук јас ќе бидам некој си профитер или не знам што, јас сакав малце да се отргнам од тоа, за да видам да почнам нешто, мислам тоа не можам никогаш да се отргнам од тоа, да не завршуваме со марама, со колку треба да се плати сите тие настапи, ама сакав да пробам нешто што, нели, го спомнав со Венко, нешто што ќе, знаете, кај ќе се пронајдеш, нешто кај што е интересно, ново нешто да видиме. различно. И никош не се знае, може па тоа ќе однесе многу повише или многу помалку. Кај мене се покажа дека тоа мене ме одржува, што ја бев презадоволен и се сконцентрирав на тој стил. Така тоа што го викате ви од челгаџиско. Иначе, ако земе да отвориме тема за чалгија, тоа е една голема филозофија, еден голем феномен на овие простори балкански и на истокот, кај што тоа се стилови, многу опасен терен, кај што треба да си многу влезен во тоа за да можеме да Јас не си дозволувам, верувате, не па вие како водителка да коментираме околу тие челгаџиски моменти на овие простори. Тоа е терен кај што не може секој да разговара на таа тема. Така. Коки, ти си премногу скромен, позитивен и секогаш имаш таа верба во Бога. Колку мислиш дека во денешно време тие мали ситници, искреноста, верувањето во Бога ги прифаќаме, ја цениме искреноста и дека како што кажете самиот дека по секое лошо иде и добро. Некако секогаш ја гледаш таа позитивна страна. На што те научи животот? На животот знае да те научи на многу работи, да знаеш да се избориш со многу предизвици. Па не само предизвикот е секој ден го има човекот, предизвикот да преживееш како прво, може да те научи да го задржиш срцето, може да те научи да го задржиш паметот, да бидеш присебен, може да те научи животот и обртно, да те стави во ситуација да направиш такви катастрофални грешки. Преска спомнав да не може да се оправи со години. Значи, јас сум микс на сето тоа. Кај мене има и од едната и од другата страна случки во животот. Така да некој ќе каже, па добро, секој си ја крои судбината или не знам што. Јас не верувам во тоа дека секој си ја крои и во судбина, нели, тоа малце е деликатно исто прашање, таа судбина е едно, а ние збориме веруваме во Господ е друго. Но меѓутоа секој човек прави грешки. Дали свесно, несвесно, нели, али да размислиме кој свесно би направил грешка за да има последици не знам какви. Значи секој сака да направи чекор што мисли дека е добар чекор за да има утре, нели, да му се случува нешто добро. Тоа е, рековме, се е така и во фамилијата, во другарство, пријателство, во љубови, во така натаму. Но меѓутоа одлуките кои што ги донесуваме во даден момент даваат резултат колку биле правилни, неправилни понатаму. Јас сум човек кој што сум жртвувал многу во животот за многу работи, на многу полиња, ама па тоа не значи дека не сум среќен. Значи, јас сум човек што можам да кажам дека сум среќен човек. Без разлика со каков товар човек станува са бајли или легнува навечер. Како успеваш да задржиш таа позитивна мисла? Па видете, со текот на времето сваќаш дека треба да прочиташ нешто повише, сваќаш дека треба да си ставиш акцент на себе. Процентот ако бил 90-10 за другите, веќе почнуваш да го вртиш 50-50 за другите луѓе, па за себе, па 60-40 и така натаму. Сваќаш дека кругот и времето што си го трошил за непотребни работи веќе не е така, мораш да се свртиш кон вистинските вредности, вистинските пријатели. И сум имал среќа да сретнам луѓе кои што стоеле позади мене во добро и во зло, во смисол дека среќен човек, во смисол дека со таков мотивирачки механизам позади мене во тешките моменти, јас сум успеал да надминам многу работи. Тоа се луѓе кои што едноставно баш буквално би дале, не знам, крвта тие бите, срцето би ти го дале, да не зборам за раката и за прстот дека би го исекли за тебе. Јас сум среќлив, јас сум за тие работи и сето тоа ме терало да ден денес вие викате дека сум јас позитивен и не знам што, добро, супер, ако така мислите дека работам со деца. Тоа е исто еден момент кај што пренесуваш искуство, значи доаѓа детето и ти вика
на пример во средна школа и доаѓа ученикот вика професор, вие изгледа имате многу големо искуство во животот или многу сте прочитале и јас сега го гледам и сега како тоа филозофски или педагошки да го пренесам, да го измотивираш и да му оставиш трак за да те памти цел живот што си сакал ти со него да постигнеш и тоа исто од друга страна. Родителите живи и здрави. Герка ми живе здрава, брат ми е во Германија. Па тоа е најважно. И мислам што да кажам повеќе. Да, тоа и ни треба во животот. Семејството да не е Не живо знам и како здраво. сме со време, само изгледа јас денес сум расположен за зборење, не знам. Да, имаме уште многу што да зборуваме. Кој ќе каже ми работи кои што те исполнуваат? Па еве спомнавме Семејството, да, музиката. голем дел од работите за ова прашање ги спомнавме. Мислам нема што нешто конкретно да се каже, но така, има моменти кај што треба човек да го помине денот. Тоа е да го помини го денот денес како што треба со тие обврски, со тие луѓе и така. Не се, знаете, иднината знае да биде голем страв, минатото знае да биде депресија. Така да, што ако си, пази, јас борам како некој многу стручен, јас сепак сум музичар и така натаму, но искористувам од моето искуство да пренесам пред камера. Ама јас не можам да кажам ништо повише да овој ден да започне и да заврши како да кажеме како што треба. Има време за многу работи, има за некои работи нема време. Така да се еден баланс, се еден компромис, се една, како да ви кажам, се едно движење. И не треба да застане тоа. Биди си тој што си, ако се, како да кажам, ако си се правиш многу паметен и ако си многу, не знам, ако се нервираш, зарем ќе пораснеш уште еден, да не ќе пораснеш уште еден лакт, нема. Тоа е. Кој ќе каже ми како ќе ја заокружиш 2020 година? Во кој смисол? Па и на приватен план, да, општо. Па како ќе ова како размислам, јас мислам дека ова година не беше баш нека добра година. Да се надеваме на приватно подобро. и овакво. Исклучоци сум имали многу убави моменти оваа година и така натаму, но меѓутоа генерално јас би сакал оваа година што побрзо некако да заврши, во смисла дека као некое чудно чувство имам во себе као наредната година нешто ќе почне нешто друго, нешто ќе се случува, нешто поубаво, ќе ги гледам можеби луѓето понасмејани, можеби луѓето што не сум ги видел одамна заради ситуација, ќе се среќаваме нешто повише. Некако чувствувам дека дајте луѓе отворете да земеме, да свириме, да правиме, па сега на крај крајава некои викаат кој ќе преживее, ќе кажу, некои викаат овака, некои викаат не сакам да влегувам во некои теории на заговор, но меѓутоа мислам дека идат подобри времиња. Да се надевиме, да. Коки, кажавме за Дуле дека буквално вие бевте како браќа. Како го чуваш од Заборов? Па, види, не можеш да го категоризираш тоа дека некого треба да чуваш од Заборов. Тоа е дел од мојот живот. Бил, е и ќе биде. Значи, сум давал доста интервјуа, некои интервјуа биле поискрени, некои сум се воздржувал за оваа тема, знаете да не биде сватено погрешно. Како да ви кажам, Дуле, моето секојдневие на некој не дека јас сум влезен во не знам какви некои психолошки моменти, но до тебе едноставно не вие викате дека сме биле браќа, ја викам дека тоа бевме ние повише од браќа. Мислам такво нешто на како да ви кажам, нескромно на планетата можеби ретко на кого му се случува да има таков партнер или другар или брат или не знам како да Вие да сега како бевте пример. Па бевме пример, да. Така, Коки, јас сакам да се заблагодарам за одведеното време. Толку? Да, но нема секако да си заминеш, значи после емисија следува еден автограм за да запаметиш на кого си дал автограм, добро. да. Добро, сакам да кажам, бидете расположени, најдете го својот иницијалис во тоа секојдневие, да искористам среќни празници, божикни празници, нови години, не знам за која е нова, за која е стара, и гледате тоа што го имате во себе, што се вика љубов, да можете да го споделите, да го дадете, па после правете математики што ќе биде, како ќе биде, на кој што ќе му се падне. И така, фала му на Создателот, на Господ за живи здрави сме и така. Тоа е најважно. Ти благодарам уште еднаш. Фала.
Песно стара, песно ти, што траеш вечно. Ти ме лечиш, ти ме вардиш, ти ме знаеш. Песно стара, ей, дојди ми под моите пенџери, ама тропни ми на порти. Моја тајна си мое вишно небо, бистра река, стара мајка што ме чека. Моje либе, судба, моја памет и завет и кабаret, аман кабаret, леле кабаret. Еј, древна песно ти, што пееш така течно јасно. Ти, кога владе мок, ти зборуваш најгласно. Песно стара, од времиња минати, ти зборуваш вистини, неизминати. Ги помниш ти сите врски раскинати, сите боки непоминати, радости, свадби, журки, мурки, крштевки. По тебе е сета душа на овој, а и оној свет. Јас ке паднам песно и ти ке ме ставиш. Нешто се думам и ти ке ми дадеш. И се што не знам песно стара, ке кажеш и покажеш, ке ме кажеш и покажеш. Не барам ништо, а ти се ке ми дадеш. Сите тајни на овој свет ти ги знаеш. Песно стара, еј, дојди ми под моите пенџери, аман тропни ми на порти. Еј, древна песно ти, што пееш така течно јасно. И кога владе мок, ти зборуваш најгласно. Песно стара,